15 лица за само 2 дена побарале интервенција во итната медицинска помош во Битолската болница како последица на првиот снег годинава. Снегот падна, ама и многумина падна и се здобија со скршеници, исчашувања и други повреди. Дошла и сме интервенирале, нормално, од тука се триажирани, прегледани, триажирани и дефинитивно згрижени во службата за ортопедија и неурохирургија. Тоа се имам 15 пациенти, 17, 18 овај месец. Пациентите се најразлични, возраст како жени до мајкинки, стари луѓе кои стануваат рано, кои пензионери додат по леп од сабајле, мислам тоа да не се продај лебо, да не се продај млекото, она стара нивна навика први да купат леб, први да купат млеко и најчесто се тука повредите, најстрашни се тука повредите, пошто коските се крти и имаме фрактури на колкови, повреди на глава, крани, церебрални повреди и така натаму. Според дневникот од Ургентна, неретки се и алкохолните интоксикации кои заради лош начин на живот или префрлена вина на празниците ја претерале. Последен таков интересен случај имавме еден, го сгреши мостот, пијан на погрешно место го врвеше Драгоро. Кој и падна во Драгоро, имаше повреда на главата, меѓутоа за среќа не беше витално загрозувачки, беше згрижен во нашата установа и нормално испратен дома. Чести се во овој период исто така и главоболките, пошто често се користи алкохол, па после тоа мамурлукот имаат главоболки, меѓутоа тука треба да нагласам дека сите интоксицирани со алкохол или последици од алкохол кои ќе се јават во службата за ургентна медицина, здравствена легитимација не важи, го плаќаат прегледот и третманот приватно. Исто како задоволството што си го пружале да пијат алкохол, што го платиле со пари, исто третманот тука, згрижувањето тоа се наплаќа приватно. Па после овие податоци дека за отрезнување на ургентна ќе ви требаат пари, размислете дали ќе посегнете по алкохол.